почитувани гледачи, ја следите емисијата кој што како на програмата на КТВ телевизија. Денес во емисија имам гостин музичко име и тоа од Иквешијата. Добар ден, Горан. Добар ден. Најпрво ти благодарам што ја прифати понудата да гостуваш во мојата емисија. И вас ви благодарам за поканата. Вака, најпрво да почнеме. Кој е Горан Јованов? Вака, Горан Јованов е од Неготино, значи доаѓам од Неготино. Иначе сум 43 години, не женет, ерген. Музичарите повеќе се ергени, да речеме. И работам во ТЕЦ Неготино и се занимавам со музика. Така. Како тоа ти дојде до музичката сцена? Од кога се твоите почетоци на музичката сцена? Моите почетоци се од далечната 95-та година. Тогаш бев во група и тропав и тапани и пеев. Сега повеќе по пењето, пошто нели тапаните толку нема, сега повеќе со ритм машини свират и така повеќе се настапува со како пеач, да речеме. Така, значи и си вокалист и тропаш на тапани. Да, пред тоа мислам во исто време тропав и пеев. Сега повеќе само со пењето. Со пењето, каде настапуваш, Горан? Тука пред тоа во Кавадарци пеев неколку пати и кај Јосо, може да ме видат тука, сега мислам дека не работи кафаната и си одам и на работа и така да правам комперација некој пат, нели си одам на работа и спадне некоја свирка, одам на свирка и така. Така, имам прочитано за тебе, си настапувал на македонските фестивали. Кои се твоите искуства и на кои се фестивали имаш настапувано овде во Македонија или можеби надвор од неа? Јас, како да речем почетоците што беа, во 2001 година настапив на Гоцефес во Скопје, во Ландово 2002, потоа се редеа други фестивали, Филиграни 2010, тогаш земав дебитанска награда за песната Еј Крчмару и мислам дека и 2013 или 2014 така нешто беше исто пеев на тој фестивал. Так. И на Канео Фест неколку години во назад во Охрид. Така, колку години е веќе твојата кариера? Колку години се занимаваш со музика? Скоро 20 години. Така? Да, скоро 20 години. Така, имаш снимано цедења? Да, имам 2 снимано цедења. Едното содржи стари македонски песни со додаток на некои понови песни, а второто е со нови песни и некои постари, ама од моите што се како авторски песни, што не ми били издадени на CD, се ставени на тоа CD. Така, кој што снимав уште од 99-та година некаде, тогаш првите песни така мислам што ги снимав. Значи добри години се на музичката сцена. Да. Така, кажи ми колку авторски песни имаш зад себе на тие CD? Авторски песни има повеќе. Иначе на тоа CD-то што ми се околу 19 ли песни колку има од старите македонски песни, што се другите, сите ми се авторски, а од прилика, ако ги соберам сите, некаде се околу 20, така мислам. Своји авторски песни? Лично не се од мене пишани, ама се како мои, нели, јас ги пеам. Така, од тебе, а и секако имаш и препеани песни? Да. Кој тип на музика го преферираш? Ние во кафаните мислам свирим нели народно, и јас го преферирам повеќе фолкот, бидејќи тоа ми е како поблиска музика до мене. Да речеме турбо фолк, старо македонски песни и нели српските што ги бара публиката. Така, повеќе си на народна песна. Да. Така. Кога настапуваш, публиката која музика повеќе ја бара? Во кафаните тука повеќе српската. Српската? Да. Народното дали искоренето низ кафиките, низ рестораните? Народната песна? Мислите за староградските песни? Да. Не се искорените, значи ние покрај српската свирим и македонски, значи барат некој пат македонски, па правиме блок еден, да речеме околу 3-4-5 песни или колку македонски песни, па после правиме српски песни и така се надоврзува, се меша стилот, значи не е стрикно само српска музика, да. Во зависност од тоа публиката што бара. Да. Само младите повеќе бараат повеќе српска, нели? Така, има нарачки на песни. Секако. Секако. Горан, кажи ми, како почна твојата музикалност? Кој ја откри, дали ти самиот ја откри уште од мали нозе? Како беа твоите почетоци?
Па, моите почетоци се многу одамна. Јас уште кога живеев во село Тремник, нели, таму како дете раснев, и сите како деца се учевме да тропаме на канти, тропавме. Па после купивме тапани, тоа негде 95-та година, ја тогаш ги купив и првите тапани, па почнавме да правиме свирки, имаше банкети, свиревме, значи свадби, кафани, вртевме по Македонија, одевме тогаш сите по селата свиреа повеќе. Па можам да кажам од некои места, мислам каши имам свирено во Ризоди, во Кочанско, имам свирено во Чашка, имам кај беше Македонски Брод, имам свирено, значи секаде по државата, што се имат повеќето по селски кафани, да речеме, кај што сите свиреа, така. Така, досега нели ти испаднала некоја прилика, нели си договорил нешто за некаде настрана од Македонија да почнеш да пееш? Вака, јас имам едно гостување во телевизија Сезам во Белград. Значи, тоа беше 2015 година, настапив со 3 песни. Имаше, мислам, пошто се снимаше и тука и во Белград, ама јас одлучив да се оди во Белград да видам и баш бев со популарни пејачи од Србија. Како да речеме, еден да го например набројаме, Беки Бекич беше таму. Што е доста познат, нели, што пее отац песната. Искуствата ги собраа тие таму поискусни, некои постари. Што се многу искусни, што пеат веќе 30-40 години. Ги собра искуствата за музиката? Да. Јас и ти нас не чекат никогаш, мила, срекни денови. Чемерна судба ми те однесе далеку од мене. Да ги заборава моите јаднови, со солзи сплакани. Ајде, врати се, ајде, дојди ми, љубов подари ми. Да ги залеча моите јаднови, со солзи сплакани.
дали музикалноста ти е наследна од некоја твојата фамилија или Па, само ти си професионално не ми е наследна, ама сите имат некој талент за пеење. Да речеме, кај мене војковците што се, мислам сите знаат убаво да си пеат, вака имат добар глас, само што не свирале. И може би по некоја линија така, иначе по-далечните не знам дали свирал некој. Така не си информиран Не. околу тоа, да речеш добро, јас ево од каде А ва личе моја јас музикална. најпрофесионално ја, значи од кај мене од фамилијата, затоа што стварно свиравме, мислам секаде по кафани, по банкети, по свадби, секој викенд се свираше. Сега си сам како вокалист или имаш некој покрај тебе некој како група? Па вака, јас свирав во група порано, значи се викаше група Тамара, првото име, и тоа име го добивме кога свиревме во една кафана во Сопот. Значи тука, покрај тоа гробиштата таму, не знам, блиску беше такси или како се викаше кафаната, и сретнав еден човек со бркови, еден голем, така крупен, и пишеше на тапаните Тама. И викам, бабе, дај куме, некоја име тука, нешто има ли, вика, абе, нека се вика Тамара, вика. Ајде, нека се вика Тамара, и тогаш така одевме како под тоа име, и после неколку години се прекрасти како Неготински мерак, па после некако почна да паѓа таа работата, завршија тие банкети, тие кафаните сите се затворија, што беше, што се свиреше, некако и тогаш некако групата ми се распадна. Дури можам да речам дека и последен како член со армоникашот излеговме од групата, и сега сум како вокалист сам, само има послаба работа, некако, пошто немаш група и нема на свирки толку. Ама јас мислам пак се одам на работа, не сум слободен. Така, да, со музиката малку повеќе. Малце потешко, пошто сите кафани се затворија, нема веќе кај да се свири, а многу музичари има, нели, тука во Тиквешијата, да речем, посебно во Кавадарци, како поголем град, има доста млади дечки што свират. Neka pije koji što saka, večerva si ima maka. Nekoj djavol pak me tera, sada pijam kako včera. Domaćina se mi fali, kako da su na skali. Neka bide što ke bide, što je leko ke se vide. Ej, krčmaru, ja zdoagjam, tvoja krčma da otvoram. Lekot moje pesna stara, toga pana svog gitara. Lekot moje pesna stara, toga pana svog gitara. Probав дома сам да бидам, еднаш презен да се видам. Сакам живот да си средам, пак пред мене чаша гледам. Домачинам се ми фали, како да сум на две скали. Нека биде што ке биде, што е леко ке се виде. Ej, krčmaru, ja zdoagjam, tvoja krčma da otvoram.
stara, po kafana so gitara. Lekot moje pesna stara, po kafana so gitara. Krčmaru, jaz doagnjam, tvoja krčma da otvoram. Lekot moje pesna stara, po kafana so gitara. Lekot moje pesna stara, po kafana so gitara. Po kafana so gitara. Горан, дали има некои во Неготино музички имија кои би можеле да се составите заедно како група да настапувате? Има ли такви луѓе во Неготино? Па за група да направиме, да речеме сега баш од Неготино може нема, пошто е помал град, некој и нема многу, мислам, свирачи. Тука по Кавадарци имам, а јас некои не ги не знам од тие помладите. Еве, например, како апел, ако некој сака да се направи, например, некоја група, фолк група, што сака да работи професионално, например, со музика, нека ме исконтактира, па може да се направи нешто, да се направи некоја проба таква работа. Така, додека сидиш дома, која музика повеќе ја преферираш да ја слушаш во твое слободно време? Кој тип на музика те опушта некако? Па вака, јас, например, обично не сум ограничен толку со музика, повеќе нели сум покрај народната музика, ама некој пат знам на компјутерот да пуштам, не знам на англиски како се вика шафал, како се вика за миксање на песните, нели? Па компјутерот знае да ми измеша некој пат народна, па рап, па не знам каква, значи од повеќата врста на музика ми се допаѓаат и така слушам се. Така, дали можеш да ми кажеш до песна, добра песна, снимана песна со спот, може да се стигне со многу пари или со помалку пари? Па за добра песна обично потребно и повеќе пари. Повеќе некои професионални куќи, ако би го изработувале, мислам дека може да кошти и неколку илјади евра. Сега, ако го прави некоја, може не толку популарна куќа, може да е со поисти квалитет, ама кошта помалку. Да речеме, еве, кажуваат дека, не знам, албанците кога снимале, не знам, една песна може коштува и 2000 евра за снимање, да речеме, за аудио, мислам, снимка. Еднаш случајно се запознав у Скопје со Дејан Миличевиќ, кажа дека за спот околу 5000 евра може да се снима, значи што ги прават професионалните за Пинк телевизија и така. Па ние нема толку пари за давање. Така, дали таа сума на пари која ќе ја дадеш за снимање на песна, на спот, дали те гарантира дека песната ќе биде слушана? Дали вие верувате сепак кога ќе го платите тоа на таа телевизиска куќа или било која куќа да се снима, може да се гарантира дека песната ќе биде добро слушана и добро на... Значи, гаранција нема. Јас еве сега баш кога зборев прекеска, кога го спомнав Беки Бекиш, нели, со песната Отац, може да направам компарација. Таа песна е некаде стара, колку што знам, 95-та година. А јас свирам од 95-та година, никој не ја свираше. Значи, никој не ја бараше. А еве песната пред неколку години, 2-3, не знам колку назад, е сега буквално хит низ цела Југославија, така? Да. После друг пример има, можем да дадам, кажува на телевизија, вика, ако една песна што има добар аранжман и не знам добра музика, ако ја пуштат, вика, Наса Бајле во телевизија во 3 часот, кога никој не ја гледа, а стане хит,
значи таа вика добра песна со добар аранжман, вика и се. Ако песната дрска вртат на телевизија и дењи и ноќи и колку да не е убава, пак може да стане хит, нели секој збор што ќе го слушнеш си препејуваш и Pavle mi pije, vino je mrakija, vino je mrakija. More toj mi ispil, 3.000 groša, 3.000 groša. Bez 10 Pavle more, voladna me Ana, vino pijem, luta rakija, vino pijem, luta rakija. Koga dojde vreme, Pavle da si plati, Pavle pari nema. Koga dojde vreme, Pavle da si plati, Pavle pari nema. Bez 10 Pavle more, voladna me Ana, vino pijem, luta rakija, vino pijem, luta rakija. Gidi Pavle me raklija, na vino i na luta rakija. Gidi Pavle me raklija, na vino i na luta rakija. Ajde progovara, mlada me Anđika, mlada me Anđika. Moraj prodaj si, tvoja brza konja, borčo da si platiš. Bez 10 Pavle more, voladna me Ana, vino pijem, luta rakija, vino pijem, luta rakija. Кои се твоите идни планови за музичката кариера која ја имаш? Па мои планови се еве, например, ако нешто направам група, јас сакам да се занимавам професионално со музика, нели? Да речеме да се оде по настапи, да се снимат песни, спотови, како што прават вие поголемите групи, за да одиме напред, нели? Пошто мене ми интересира музиката и затоа сакам да одам напред. Мене највише, мислам, ме кочи што немам група сега. Сега јас си да пазарам свирка, морам и свирачи, нели, да си имам со мене. Сам не можеш да одиш. А обично кога пееме во живо, јас не сакам да пеам на, не знам, плейбек и
такви работи. Имам една песна скорото што ја правев, се вика Еј судбино, таа е на Ристо Вешков од Кавадарци, нели што живее во Америка. Песната е оригинал на Сузана Гавазова, ама он ми ги даде правата за да ја испеам јас таа песна. Пошто многу ми се бендиса, го замолив и ми ја даде. Дали досега си имал некоја желба да настапуваш на овие и досега што беа кај нас музичките надпревари или на српските надпреварувања како што се звездите на Гран? Дали си имал досега некои такви амбиции? Па добро е да се оди, само мене малку не ми одговара покрај работата што одам на работа, нели секој ден од понеделник до петок, а веќе ако тргнеш таму треба да си често, мислам на релации до Белград. Сега за овие што се на Звезда Гранда, таму малку и помладите нели пеат. Јас сум повеќе за никад ни е касно. Така. Баш границата мислам и повлечена од беше 45 години, сега е од 40 на нагоре. Ама пак се мислам, не знам, работата ме кочи малку. Така, не можеш толку да се ослободиш околу да, тоа, пошто не би треба дојдеш на снимања, па да се враќаш на работа, па денови слободни, а денови слободни се знае колку имаш во цела година. Така, со колегите си запевате некогаш така со музиката. Тие нели сака да во ослобода тебе, например, да ви речат еве оди на преварување, ние ќе те менјаме. Па не знам, ова фирма е државна да речеме и знаете како секој си има за него си работи. Не може например да те смене тој. Така, Горан, кажи ми, еве, имаме слушано и од некој музичар, а не женет. Дали тоа нешто има поврзано со музиката на вистина, или тоа самото по себе си оди? Па не знам сега како да кажам, обично тоа што го спомнав за музичарите, за тоа што се ставно нели ушетање и некако или не сакаат да се женат како помлади, па не знам. А после му е заминато времето, ве кажи да. Ми лично за тебе. Зошто се уште си размислувал на таа тема музичка? Па јас сум размислувал, ама ете не дошла правата особа. Така? Да. Не е дошла вистинската принцеза, така? Така, да. Горан, кажи ми уште нешто што би надополнил за тебе ти за оваа емисија да ја заокружиме со добар крај. Па што да кажам, еве прво нели да ви се заблагодарам за поканата, да ги поздравам сите гледачи на телевизија КТВ, да слушаат добра музика, да заборават на ова напнато време нели кој што нуди стрес и обично музиката мислам дека може највеќе и да опушта во такви работи. Јас така и се опуштам со музика. Мислам дека и музиката е едно од најдоброто нешто што е измислено во светот. Да не би постоело, мислам дека многу би бил поинаков. Така, ти благодарам на гостувањето, па се надеваме во некоја друга прилика, кога ќе имаш нешто ново, да го презентираме повторно на нашата програма. Па се надевам, еве поканете ме, повторно ќе направиме нешто. Така, ти благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше уште едно издание на емисијата Кој што како. Ви благодарам што не следевте, имајте пријатни мигови со нашата програма.